Победивме и тоа е победа на сите вас што сте овде, но и сите оние кои што денеска ја поддржавте идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, и идните градоначалници кои што се во Охрид и во Ново село, Николчо и Митре. Јас од срце ви благодарам. Ги победивме сите оние остатоци од транзицијата, ги победивме сите оние неуспешни, измамнички и криминални политики, чии што предводник и олицетворение е Зоран Заев, ги победивме, но не целосно ги поразивме. Затоа е неопходен вториот круг и победа во вториот круг. Но ова што денеска вие заедно со нас го направивте е победа пред се на нашата заедничка татковина Република Македонија. Јас уште еднаш ви благодарам и ви се поклонувам за тоа. И што е најважно, ја победивме хотел коалицијата. Драги браќи и сестри, добри луѓе, доаѓа правдата, правдата за Македонија. Правдата за која се обединивме, окрупнивме, за која добивме сила. Правдата која беше нашата водилка. Правдата која му е насушно потребна на нашиот народ и на нашата татковина. Затоа што ононаредената власт на Зоран Заев донесе неправда. Донесе криминал, донесе корупција. Криминал и корупција поради кои што страдаат сите граѓани. Оваа победа е велика, затоа што е на народот и во вистински момент. На секој еден човек кој почувствувал на своите плеки неправда и истовремено одговорил борејќи се за правда. Од денес, ден недела, светници, Македонија има нова реалност. Македонија горда, достоинствена, честита, праведна победи денеска. Победи коалицијата на ВМРО ДПМН со народот. Најголемата, најсилна коалиција, наспроти ононаредената власт, предводена од Зоран Заев, СДСМ и уште други 30 партии кои што за жал одбраа да му бидат слуги на Зоран Заев. Народот против целата власт. Власта е делегитимирана. Почна падот на Зоран Заев. И секој треба да е свесен за тоа. А особено тој кој ја влече назад целата држава. Тој има име и презиме, Зоран Заев. Денешниот ден покажа и дека народот поради оваа власт е во апатија, незадоволен, но и револтиран. И тоа е со право, затоа што народот никогаш не греши и не заборава за сето она зло кое овие луѓе го нанесоа, за притисоците, за неправдите, за прогонот, за името, за идентитетот, за чувството дека народот за ништо не е прашан, игнориран, оддалечен, за криминалот, корупцијата и масовната плячка која што денеска е секојдневие. Па не е така. Вистинската сила се граѓаните. Македонската пролет доаѓа. И нема никогаш да заборавиме од каде почнавме. И каде сме, и каде треба да бидеме. А ќе бидеме. Чекор по чекор. Математички прецизно. Ке дојдат подобри денови за Македонија. Доаѓа ново време. Започнува нова реалност во татковината. И ќе бидеме заедно се до конечна победа. Добри луѓе, драги пријатели, браќа и сестри. Победивме во Скопје. Цело Скопје е повторно победнички ВМРО-вски град.
Победивме во Газибаба, во Ѓорче Петров, победивме во Бутел, победивме во Аеродром, победивме во Кисела вода, победивме во Битола, победивме во Штип, победивме во Прилеп, победивме во Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Велес, Кичево, победивме во Виница, победивме во Кочани, Демиркапија, Росоман, Градско, Свети Николе, Македонска Каменица, победивме во Охрид, победивме во Ново село, а одиме на победа во вториот круг за градоначалници и во Ново село каде што водиме, но и во Охрид каде што е тесна разликата. Благодарам за сите кои што денес ни ја дадоа поддршката, но и оние кои што се уште не се одлучуваат да ни ја дадат поддршката, но и оние кои се колеба, а денес гледаат дека народот се обединува. Ајде заеднички, браќа и сестри, добри луѓе, ајде заеднички во вториот круг да дојдеме до таа толку посакувана конечна победа. Ајде да го поразиме Зоран Заев. Ајде да ги поразиме. Ајде заеднички да ја победиме оваа хотел коалиција. Овие елитисти, кои што за само 2,5 години успеа да си го покажат она вистинско лице кое што народот во Република Македонија го заборави, бидејќи долго време беа опозиција. Ајде да ги победиме овие транзициони криминални политики. Ајде да застанеме на вистинската страна. Ајде да победиме за Македонија и за граѓаните на Македонија, бидејќи Гордана, верувајте ми, е идниот председател на Републиката, председател на Македонија. Ајде сите да се обединиме во вториот круг, без разлика на партиската припадност, без разлика на етничката припадност, без разлика дали сте аполитични, без разлика на верската припадност. Ова е наша татковина и да одбереме подобра иднина. Ајде сите добри луѓе да се обединиме околу идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Затоа што Гордана е честита жена, со принципи, вредности, вистински борец за правото и правдината, безкомпромисен заштитник на законите и уставот. И таа, заедно со нејзиниот тим, заедно со вас, гарантираат вистинска иднина, а не онаа покриена со многу криминал и невладењето на право. Затоа, сите вие кои верувате во ова, ве повикувам, ве замолувам, застанете до нас и да ја поддржиме идниот председател на Републиката Гордана Силјановска-Давкова. Изгрева зората, а таа зора носи правда за Македонија. Македонијо, вечерва славиме, а од утре повторно на терен до конечна победа, додека не те ослободиме. Ви благодарам на сите уште еднашка.
Ви благодарам на сите уште еднашка што изминатиот период бевте со нас. Ги поминавте со нас улиците, плоштадите, домовите. Ви благодарам и на вас, кои што се уште се колебате, а знам дека вториот круг ќе не поддржите. Впрочем, и благодарам на целокупната македонска јавност што препозна квалитет и одлучно се спротистави на криминалот, на корупцијата, на неправдите и на срамот и ја поддржа правдата за Македонија. Ви благодарам од срце на сите.